Време е за дневник на К1. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Митрополитот Повардарски господин Агата Ангел денеска со порака: секоја отстапка може скапо да ја чини државата. По 13 пат во Веле се одржа манифестацијата Великденско јајце. Градскиот одбојкарски клуб Борец обезбеди настап во плей-офот. Вчера вечер Велешани повторно излегоа на улиците од градот со подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. На овој протестен марш со подршка се вклучија и од културно-уметничкото друштво Керамичар. Организаторите ги повикуваат граѓаните да излезат и на мирен начин да кажат не на обидите за редефинирање на Македонија. Унитарна Македонија, не двојазичност и кантонизација, не за уставни промени, не за промена на знамето, химната и грбот на Република Македонија. Ова се пораките испратени вчера вечер од Велешани на мирниот протест. Кога се работи за Македонија, ние сме тука да стоиме цврсто во одбрана на својата татковина, порачаа Велешани. Остануваме со овие две бои. Впрочем, што друго ќе представуваме и како ќе се декларираме ако ни го одземат и ова? Нема да ни го одземат. Останува Македонија за навек. Така ќе биде за секогаш. И денес застануваме на браникот на татковината, обединети и сплотени. И ансамблот Керамичар, кој е гордост на Велес и Република Македонија, застана со подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ние сме промотори на македонскиот јазик, знаме и култура и на црвено-жолтата боја. Така и ќе остане во иднина, порача Валентин Најдовски. На нашите концерти имаме само една цел: да ја промовираме македонската култура и фолклор. Играме под македонско знаме, изборуваме на македонски јазик. Тоа е она што ме обединува сите. Затоа ќе им порачам на политичарите: никој не смее да се игра со националните интереси на граѓаните на оваа држава. Никој нема право да прифаќа платформи напишани во друга држава кои се спротивно на интересите на мнозинството граѓани. Организаторите ги повикуваат граѓаните да излезат и на мирен начин да кажат не на обидите за редефинирање на Македонија. Да ја зачуваме Македонија онаква каква што ја имаме, без никакви придавки, додавки или пак минимални отстапки. Секоја отстапка може скапо да ја чини државата, рече денеска митрополитот Повардарски господин Агата Ангел на средбата со новинарите, одговарајќи на прашање поврзано со актуелната состојба во Македонија и фактот што се дозволи регистрација албанска црква во Македонија. А пред оваа тиранска платформа има една пред платформа. И таа платформа никој не ја спомнува и не размислува, а тоа е регистрирањето на албанската црква во Македонија. Не може во една држава две православни цркви да има. Во Бугарија има една црква, во Србија една, во Русија една православна, во Грција една, во Албанија една, во Македонија една. Само кај нас се може. Сдруженијето за заштита на човековите права на протераните од егејскиот дел на Македонија Звезда покрена иницијатива до општина Велес на Трифун Костовски да му се одземе титулата почесен граѓанин на Велес. Костовски, според председателот на Сдруженијето Бошко Божинов, слепо ја прифатил одлуката од Букурешкиот договор од 1913 година и вештачката поделба на Македонија и сега повторно не дели на егици, пиринци и вардарци, велат од Сдруженијето. Од Сдруженијето побара од советничките групи иницијативата да ја стават на дневен ред на денешната седница на Советот.
Денеска имавме состанок со двете групи, значи на советници од двете водечки партии, од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО ДПМН, и бевме добро примени и замоливме да се таа точка наша стави ургентно на денешната седница, но со една иницијатива и од двете страни, да това да не биде брзо плето само поставена, него да се погледнат сите правни точки, значи се да тварно успее, да не испадне не сме постапиле правилно, се става ад акта и завршува иницијативата. По повод 15 април, денот на командата за обука и доктрини, утре во касарната Алекс Демниевски Бауман ќе се одржи воена свеченост. Овој ден се слави за одбележување на 15 април 1992 година, кога пристигнаа првите регрути од регуларниот состав на армијата на Република Македонија на одслужување на воениот рок во самостојна Република Македонија. По повод денот на командата за обука и доктрини 15 април, во касарната Алекс Демниевски Бауман на 13 април ќе се одржи воена свеченост. Овој ден се слави за одбележување на 15 април 1992, кога пристигнаа првите регрути од регуларниот состав на армијата на Република Македонија на одслужување на воениот рок во самостојна Република Македонија. На свеченоста се очекува да присуствуваат високи представници на Министерството за одбрана на Република Македонија, Генералштабот на АРМА, поранешни и пензионирани старешини, како и гости од локалната самоуправа. Командата за обука и доктрини е одговорна за организација, координација и реализација на индивидуална обука на војници, питомци, подофицери и офицери од активниот и резервниот состав, поддршка на колективната обука на командните единици и единиците на АРМА и развој на доктрините и научените лекции во АРМА. Во подготовките за денот на единицата беше организирана крводарителска акција, како и хуманитарна акција, во која беа собрани и предадени одредени количини облека, прехрамбени продукти и средства за хигиена на Сдруженијето на граѓани Градиме иднина од Скопје, а се одржаа и спортски надпревари во мал фудбал, пинг-понг и шах. Во Овчеполскиот регион опожарени се 20 хектари борова шума. Од територијалната противпожарна единица од Свети Николи информираат дека пожарот е во атарот на селото Милино во општина Лозово, а дојавата за пожарот ја добиле околу 11 часот. На терен се 10 пожарникари и 2 возила. Огнените јазици имаат зафатено борова шума која е стара неколку децении, информираат од територијалната противпожарна единица од Свети Николе. А Општинската организација на Црвениот крст Кавадарци денеска за граѓанството организираше акција за бесплатно мерење на слух. Проверката се извршуваше со аудиометар, а граѓаните со оштетен слух добиваат препораки за преземање на мерки за лекување, односно користење на слушно апаратче за подобрување на слухот. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, иницијатор на уште една акција за кавадарчани. Денеска се реализираше акцијата за испитување на слухот, на која интерес пројавија главно постари лица и ученици во специјалната паралелка. Проверката се извршуваше со аудиометар, а граѓаните со оштетен слух добиваа препораки за превземање на мерки за лекување, односно користење на слушно апаратче за подобрување на слухот. Испитувањето на слухот се извршува во принцип со аудиометар, се стават слушалки на увото на пациентот, се пуштаат сигнали на одредени фреквенции и тој реагира во нос како слуша, нели. Нормалниот слух се протега од 20 до 30 децибели, се што е под тоа се дефинира веќе како оштетување на слухот. Според Димитриовска, многу граѓани не знаат дека слухот им е оштетен, ако тоа не го испитаат на соодветни апарати и други медицински методи. Ова е уште една превентивна активност со цел да не би дошло до трајно губење на слухот, што може да придонесе пречки во развојот на говорот и комуникацијски вештини, особено кај децата.
Во Младинскиот парк во Велес се одржа 13-та поред манифестација Великденско јајце. Тоа е традиционална манифестација која општината започна да ја одржува од 2005 година. Како и секоја година, така и овој пат на манифестацијата учествуваа сите основни и средни училишта од општината, детските градинки, интернатот и невладините организации. Шаренило од бои, интересни великденски декорации и јајца бојадисани од вештите раце на најмладите, изработени на различни начини и техники за украсување на великденски јајца, беа поставени на штандовите во Младинскиот парк како дел од 13-та манифестација Великденско јајце. Традиционално и годинава на манифестацијата учествуваа сите основни и средни училишта од општината, детските градинки, интернатот и невладините организации. Самите може да видите каков интерес предизвикува кај најмладата генерација. Секогаш се е ден, неколку дена пред самиот Великден и тука се присутни сите институции во образованиот процес на нашиот град, почнувајќи од најмалите, од градинката па се до возрастните, до гимназијалците. Интересот е одличен, тука доаѓа до израз креативноста на младите наши сограѓани, најмладите сограѓани. Впрочем, ова е продолжување само на една традиција која трае низ векови. Целта на манифестацијата е да се негува традицијата, обичаите, културата, верата. Истовремено преку ваквите манифестации се развива креативноста кај децата. На прашањето дали знаат што значи црвената боја, тие одговорија. Ја символизира крвта на Исус. Љубовта, најбавиот символ. Црвената боја представува крвта на Исус. Крвта на Исус Христос. Крвта на Исус Христос. И годинава манифестацијата има продажен карактер. Сите изложени јајца се продаваат, а собраните средства ќе бидат наменети за потребите на училиштата и учениците. Манифестацијата традиционално и оваа година е во организација на општина Велес. Полицијата го приведе и со кривична пријава го предаде на основното јавно обвинителство 40-годишниот скопјанец БА, кој завчера изврши крабеж во НЛБ банка во Скопје. Од страна на судија на претходна постапка на БС му е определена мерка притвор од 30 дена. Тој се сомнечи дека како трезорист во НЛБ банка сукцесивно во повеќе наврати извршил кривично дело за тајување, предвидено и казниво по член 353 од кривичниот законник, со што противправно се стекнал сумот на корист од 2.400.000 швајцарски франци и 645.000 евра, износ со кој оштетил НЛБ банка. БС како вработен на работно место трезорист во служба за трезорско работење, искористувајќи згодна прилика и познавајќи го процесот на работа, во време кога во трезорот имало намалена фреквенција на вработени лица, не забележан од никого во периодот од 6 април до 10 април 2017 година, ги присвоил за себе горе наведените парични средства, информираат од МВР. Вести од Македонија. Собранието на Република Македонија на 12-тото продолжение на конститутивната седница расправа за изборот на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Од СДСМ остануваат на барањето да се прекине расправата и да се премине на гласање на нов председател на Собранието, додека од ВМРО ДПМН велат дека нема да го дозволат тоа, затоа што со таквата постапка ќе се прекрши деловникот. Продолжија процедуралните забелешки на претениците. СДСМ остануваат на став дека точката за изборот на членови на Комисијата за избори и именувања може да се прекине и да се избере собраниски спикер. ВМРО ДПМН пак констатираат дека со таков потек СДСМ ја изместува дебатата, бегајќи од суштинска расправа. Од ВМРО ДПМН велат дека барањето за прекин на дискусија и расправа по друга е нелогична, бидејќи и Комисијата за избори не може да предложи председател на Собранието. Пет години се навршуваат денеска од трагедијата кај Смилковско езеро, каде 5 скопјани беа убиени додека ловеа риба. Убиените беа 4 момчиња на возраст од 18 до 21 година од скопската населба Радишани: Филип Славковски, Александар Наќевски, Цветан Чоацковски и Кире Трпковски, како и 45-годишниот Борче Стевковски од селото Црешево. Убиствата се случија на 12 април 2012.
Обдукцијата врз убиените покажала дека во нив е пукано од 3 типа огнено оружје, зашто се најдени чаури од 3 различни типа муниција, што наведува дека има повеќе од еден извршител на чинот. За 5-кратното убиство во случајот Монструм, доживотна казна затвор им е изречена на Алил Демири, Африм Исмаиловиќ, Агим Исмаиловиќ, Фейзи Азири, Хаки Азири и Сами Љута. Единствено 5-то обвинетиот Сейди Рами доби ослободителна пресуда поради немање на цврсти докази за утврдување на вина. Се уште се чека на екстрадиција од Косово на прво обвинетите Африм Демири и Агим Исмаиловиќ, кои беа осудени во отсуство. Екипи на турската полиција денеска во повеќе акции низ Истанбул привеле 27 членови на Курдската работничка партија и на младинското крило на оваа организација. Акциите се преземени по добиени сигнали за планирани терористички акции. Властите издале наредби за претрес на домовите на вкупно 35 членови на организацијата. Акциите се преземени во 15 општини на Истанбул. Следуваат вестите од светот. Девети ден поред продолжуваат протестите во Србија поради победата на поранешниот српски премиер Александар Вучик на претседателските избори во земјата. Демонстрантите го блокираат движењето во градовите. Протести синоќа се одржаа во Белград, Ниш и Нови Сад. Народот гласа, а елитата се радува, стоеше на еден од транспарентите на протестите во Белград. Транспаренти на кои се бара промена на политичката елита да се одржат честни избори, еднаков пристап до образованието и до државното финансирање за него, здравство за сите, слободни медиуми и за заштита и изголемување на работничките права. Според податоците на Државната изборна комисија, по обработените 96,6% од гласачките ливчиња во првиот круг од изборите, Вучик води со 55,02%. Вучик изјави дека победува во 8-те изборни единици каде имаше прегласување поради константните изборни неправилности. Поранешниот српски премиер истакна дека пред 9 дена на изборите за претседател во земјата тој добил 53,84%, а денеска кога победата му е оспорувана од луѓето кои не може да го прифатат поразот, тој добива во местата каде имаше прегласување, односно 71,66% од гласовите. Засилена безбедноста на некои летови што доаѓаат од странство превзеде канадската влада, пренесоа француските медиуми. Мерката не предвидува забрана за носење на електронска опрема поголема од телефон во патничките салони, како што најави САД и Велика Британија. Министерот за транспорт Марк Гарно одби да соопшти повеќе детали за мерката и за летовите или за сегнатите земји, но рече дека таа се носи заради безбедносни ризици. Превземени се дополнителни мерки кон некои летови што доаѓаат во Канада од некои аеродроми во странство за да гарантираме поголема безбедност, изјави Гарно, истакнувајќи дека канадските служби за безбедност по направената анализа на разузнавачките податоци што им биле доставени од американците утврдиле ризик за безбедноста на летовите. Гарно изјави дека патниците кои доаѓаат во Канада во моментов ќе може да ја носат својата електронска опрема во авионите. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност. Температурата се искачи до 23 степен. До сабота ќе се задржи сончево време попладне со зголемување на облачноста и со услови за дожд претежно во планинските региони. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно.